Вработените во водостопанската подружница Брегалница ја пуштија водата од каналите во оризовите површини во местноста со Злък. Со тоа и официјално почнува овогодишната сеидба на оризот. За почеток на наводнувањето се користат проточните води од реките во регионот. До крајот на месецот ќе бидат ставени во функција и двата магистрални канали од хидросистемот Брегалница. Денес сме во местото викано со Злък и се започна со наводнување во катастарска општина Кочани. По успешното чистење на вадите со рачно и машинско се предвидува да се посеат околу 4000 хектари под орис и околу 1000 хектари под останати култури. Да напоменам дека во катастарска општина Зрновци на 13.4. веќе е почнато наводнувањето од водите на река Зрновска. Би сакал посебно да истакнам добрата соработка и координација што ја имаме од страна на централата на АД водостопанство. Во Брана Калиманци моментално е акумулирано 114 милиони метри кубни, што е гаранција дека ќе имаме успешна наводнителна сезона. Моментално се користат проточните води од Зрновска река, Осојница, Кочанска река, Оризарска река. Хидросистемот ќе биде пуштен во зависност од договорот со водокорисниците во населените места Тракање, Бање, Спанчев, Соколарци и Жиганци. Системот е спремен од наша страна за пуштање на вода од акумулацијата Калиманци. Каналите се навремено изчистени, значи можеме да гарантираме дека ќе имаме успешна наводнителна сезона. Сакам на сите земјоделци да и посекам добра година и успешно род за ова 2022 година. Имаме добра соработка со АД водостопанство од Кочани. Доста канали се изчистени. Луѓето ни излават во сусрет. Сакаме да продолжиме со нив исто така да соработуваме и навремено се пушта водата на сите места каде што е кажано, како што е известено. Приоритет во способувањето и чистењето на каналските мрежи за наводнување имаат местата каде најпрво се пушта водата, а градежната механизација ќе биде ангажирана и понатаму во останатите атари каде што ќе се сее ориз. Од водостопанската подружница Брегалница апелираат до земјоделците навреме да ги завршат подготовките на нивите за сеидба на ориз, при тоа да се придржуваат кон планот и распоредот за наводнување, што е јавно објавен во сите местни заедници. За оваа сезона за наводнување под ориз се планирани 5000 хектари и тоа во атарите на Кочани и Виница. Истече рокот во кој граѓаните на Кочани имаа можност да конкурираат за субвенции за инвертер клими, печки на пелети и за велосипеди на јавниот повик што пред еден месец го објави локалната самоуправа. Според првичните информации, субвенции за клими и за печки на пелети побарале близу 200 жители на Кочани, додека за подршка за набавката на велосипеди пристигнале 30 барања. Во наредниот период, комисиите ќе вршат проверка на потребната документација, како и увид во состојбата со купените грејни тела и велосипеди. Потоа ќе биде донесена одлука за исплата на финансиските средства од општинскиот буџет на Кочани. На граѓаните кои купиле печка на пелети или инвертер клима во периодот додека траеше јавниот повик, општина Кочани ќе им надомести по 10.000 денари, според условите утврдени во повикот. На граѓаните пак кои купиле велосипед со минимум 24 инчи ќе им бидат надоместени дел од трошоците во висина од по 3000 денари, нето износ по барател на начин и услови што се утврдени во јавниот повик. Годинава во програмата за заштита на животната средина за субвенции за печки на пелети и климатизери беа планирани 1.600.000 денари, 700.000 денари повеќе од претходниот повик. Иницијативата произлезе како резултат на родовата анализа на програмата за животна средина за 2022 година. За ова субвенционирање на велосипедите во буџетот на општина Кочани се планирани 350.000 денари. Жителите на Тракање се незадоволни од сообраќајното решение и проблемите со кои се соочуваат по реализацијата на градежните работи на новиот експресен пат на делницата од Кочани кон Штип. Тие реагираат што пристапот до населбата ќе им биде отежнат, а и приклучувањето на новоизградената инфраструктура
Во иднина ќе биде проблематично поради потребата да заобиколуваат неколку километри за да можат да возат по експресната коловозна лента. Сметаат дека се направени пропусти во проектната документација уште при планирањето на трасата по која ќе поминува патот, а што се согледува дури сега, откако поголем дел од работите се веќе завршени на терен. Забелешките на жителите на Тракање беа изнесени и на последната седница на Советот на општина Кочани, како едно од советничките прашања до градоначалникот. При тоа беше изнесено барање локалната самоуправа да реагира до надлежните државни органи и министерства за да се најде соодветно решение. Со изградбата на експресниот пат се затворија два пристапни пата преку кои се влегуваше во селото, тоа се Пазарски пат и Поронички пат, и со тоа овие патишта се претворија во слепи улици и на голем број од жителите им се затворија прилозите кон главниот пат кон Кочани, и сето ова доведе и до отежнат пристап на луѓето до нивните земјоделски површини. И вториот проблем, иако експресниот пат поминува до самото село, нема изградено пристап до него и населението треба да патува повеќе километри за да се вклучи на патот. Иста е и состојбата кога треба да се исклучиме од експресниот пат за да дојдеме до селото. Затоа моето барање и прашање до градоначалникот е да покрене иницијатива до Министерството за транспорт и врски, до владата на Република Македонија, до јавното предпријатие за државни патишта и сите други институции во државата кои се надлежни да преземат соодветни мерки за решавање на овие проблеми. Со оглед што градоначалникот Папазов не беше присутен во моментот кога членовите на Советот ги поставуваа прашањата до него, не беше даден одговор за конкретниот проблем на жителите на Тракање. Најверојатно тие ќе добијат писмен одговор. Сепак, имајќи ја предвид специфичната ситуација, а и веќе изградениот поголем дел од сообраќајната инфраструктура на експресниот пат, прашање е колкави се ингеренциите на општината да се реагира во овој момент. Слични реакции минатата година имаа и земјоделците од селата Спанчево, Соколарци и Бања, кои дури излегоа и на протести, затоа што со изградбата на експресниот пат Штип-Кочани не им беше обезбеден пристап до нивите. Тие останаа одсечени со комплетирањето на новата сообраќајна врска, а и покрај инсистирањата на земјоделците не се најде соодветно решение. Викендов ќе се игра редовното 23-то коло во првенството на втората фудбалска лига, во која фудбалерите на Осогово ќе имаат уште еден тежок предизвик, а екипата на Виничка Слога како фаворит ќе има полесна задача. Жолто-сините како гости ќе се сретнат со Прилепска Победа, која е еден од конкурентите за освојување на врвот на табелата и пласман во повисок ранг на надпреварување. Дополнително, по минатонеделниот катастрофален пораз од 5:0 на домашен терен од Струмичка Беласица, Кочанскиот второлигаш практично се наоѓа во ситуација да игра на една карта, за да може да избегне евентуален пораз. Всушност, дури и освојување на еден бод против Прилепчани во овој момент може да се смета за добар резултат. Во последните 3 кола, домакините од Прилеп имаат низа од победи и позитивна гол разлика од 13:3, со што и понатаму се рамо до рамо со Беласица и Слога во трката за врвот на табелата. Осогово пак по двата пораза и едниот нерешен резултат од петото падна на 7-то место на табелата и повторно се најде во опасната зона во која до крајот на првенството ќе треба да брка опстанок во второлигашкото друштво. За разлика од Кочанскиот, Виничкиот второлигаш Слога 1934 во ова коло на домашен терен ќе го пречека тимот на Локомотива од Градско, кој од поодамна е аутсайдер и се наоѓа на последното место. Тоа ги става домашните фудбалери во изразито фаворитска улога, иако во трката за лидерската позиција во досегашните надпревари не покажаа голема ефикасност. Средбите од 23-тото коло ќе се играат в сабота со почеток од 16 часот.